Ова е значаен ден за нас, бидејќи денес имаме чест да бидеме домаќини на председателите на земјите учеснички бродоборивни процесот, кој е единствен механизам за соработа во регионот на ниво на шефови на држава. Најпрвен сакам да се заблагодарам на традиционалните подомаќини, председателите на Словенија и Хрватска, моите колеги и пријатели на Шај Хорат, што како лидери на процесот бродоборивни ги застапуваат интересите на нашиот регион, особено во рамките на Европската унија. Секако благодарност и во председателите на Србија, Косово, Албанија и Црна Гора, како и на председателите членови на председателството на Босна и Херцеговина за нивното учество и придонес на овој состанок, кој помина во конструктивна атмосфера и на кој ја потврдивме важноста од регионална соработка која е неопходна да се заснова на искрен и отворен диалог. Првата тема на денешниот состанок беше приоритетот број 1 за земјите од Западниот Балкан, тоа се европските аспирации и интеграции, желбата за членство во Европската унија, без исклучно присутна кај сите држави кои се дел од овој форум, е значаен фактор кој не мотивира и побрзо тој контекст. На сите ни е јасно дека треба да европските стандарди на добро владење и функционална пазарна економија. Стабилноста и просперитетот на регионот се меѓузависни, затоа е повеќе од потребно отворено да зборуваме за најтешките прашања, да бараме одржливи решенија и да ги затвораме отворените прашања. Исто така, со заеднички напори мора да издействуваме Западниот Балкан да се врати целосно на европската агенда и таму да остане. Почитувани, несомнено е дека иднината не само на нашиот регион и на светот ќе биде дефинирано од најголемиот глобален предизвик, тоа се климатските промени. Годинешните шумски пожари, поплави во регионот и во Европа се индикатори за тоа каква иднина не очекува. Екстремните временски услови ќе бидат се поинтензивни и ќе зачестат топлотните бранови, сушите и пожарите, бурите и поплавите. Поради тоа, политиките поврзани со климатските промени, чии потенцијал ги надминуваат капацитетите на секоја индивидуална држава, се наметна како важна тема на овој состанок. Во таа смисла, сите сме согласни, мора да ги зајакнеме нашите напори во оваа глобална трка со времето, со ростени на решенија кои ќе ги ублажат негативните последици од климатските промени, а ќе вклучат обштествена, политичка и регионална солидарност. Со моите колеги разговаравме и за бездилем најголемиот предизвик во регионот и събувањето на младите заеднички. Заклучот на сите присутни беше дека доколку не му застанат на патот тренд и тој не биде успорен со конкретни политики, настоеше по многу полоша иднина од она која во моментов можеме да ја антиципираме. Нашата заедничка порака
е да ги удвоиме и билатералните и регионалните напори за создавање перспективи за младите да останат во регионот и да се реализираат во собствените земји. Почитување на крајот, дозволете ми да изразам задоволство што на денешниот состанок успеавме да го усогласиме текстот и да ја усвоиме декларацијата од Скопје, во која се содржани заедничките констатации и заложби на сите 9 председатели во област на темите кои беа предмет на денешната дискусија. По завршувањето на пресконференција, мојата представа ќе го постави текстот на декларацијата до сите вас. Моје почитување за македонските домаќини на председателот Стево Пендаровски за домаќинството и организацијата. Тоа секогаш е напорна работа, ние тоа го цениме. По неговото исцрпно и многу јасно пледоаје, тоест вовед, јас немам ништо повеќе да додадам или можам само да го повторам тоа што тој веќе го кажа. Можам да констатирам дека овој вид на диалог е вреден, дека денеска атмосферата на состанокот беше добра, односно подобра отколку претходните два пати. Тоа беше забележливо и тоа е охрабрувачки знак. Се разговараше за теми што спојуваат или што има таков потенцијал. А за оние што не се решени теми, искуството покажа дека тоа е контрапродуктивно. Хрватска и Словенија можат да помогнат и повеќе него што би помислиле за овој дел од Европа да се интегрира во Европската унија и таа филозофија и политика на одолговекување и на прокрастинација да не трае колку што трае. А секако во врска со тоа средствата и моќите што ни стојат на располагање се ограничени. Толку за сега, ви благодарам. Најмногу внимание посветивме на Европската унија, тоа може да ви го гарантирам. Словенија ги поддржува сите држави на Западен Балкан во процесот на приближување. Секогаш сме подготвени да помогнеме со своите собствени искуства. Секогаш на крај се согласивме дека проблеми на самиот пат има многу, имавме и ние. Не постои лесен пат, но заклучивме дека не е помала Европа, туку поголема Европа, повеќе Европа и во овој регион. Ме радува што го усогласивме текстот на декларацијата минатата година, како што знаете, ја имавме само изјавата, годинава ги усогласивме пред самиот процес, пред самата средба, ја усогласувавме во Скопје и конечно ја усвоивме со некои мали корекции. Несомнено ми представува посебно задоволство што процесот Брдо Бриони ќе продолжи. Имаме двајца кандидати за организација следната година и во следните 2 месеци ќе се договориме каде ќе биде организацијата. Можеби расправата беше малку поразлична, бидејќи јас лично сум прв пат на ваква средба и прв пат во историјата на нашето 11 годишно среќавање, прв пат се случува на масата да седиме 3 жени. Тоа искрено ме радува и на крај да завршам. Во изминатите години беа усвоени декларации и заложби, но годинава одлучивме на декларациите да се приклучат и конкретни акции. Идентификувавме неколку, можеби кратко да кажам, за 2 роаминг за државите на Западен Балкан, да се вклучат во европскиот роаминг, како и приклучување на државите на Западен Балкан на механизмот на Европската унија во однос на реакциите во однос на природните катастрофи. Истовремено сакам како претседател на Словенија да се заблагодарам на сите колеги од државите на Западен Балкан за помошта што ја окажа во справувањето со поплавите што ја зафатија Словенија и државите од Западен Балкан. Тоа беа држави кои први ја понудија својата помош и не само што ја понудија, туку и дојдоа.
уште меѓу првите единици кои помага во чистењето. Во Словенија беа срушени 102 моста, државите на Западен Балкан, како што веќе кажав, први дојдоа, затоа искрена благодарност во името на целокупното население на Словенија за помошта.